Mida Grand Motors, импортерот за програмата на возилата на шведскиот Volvo, ја промовираше официјално втората генерација на бестселерот на компанијата XC60. На пресконференцијата беше апострофирано дека новото поколение наследува еден од најпосакуваните модели во гамата на шведскиот гигант, кој за 9 години од лансирањето на пазарот стана бестселер во својот сегмент во Европа, со речиси 1 милион продадени примероци во целиот свет. Во моментов, моделот генерира околу 30% од вкупната реализација на брендот на глобално ниво. Новото XC60 битува да стане еден од најбезбедните автомобили кои некогаш се појавиле на виделина, а главна причина за тоа ќе бидат посебно димензионираната конструкција на моделот, мноштвото високотехнолошки системи за активна и пасивна безбедност, како и функционалности за полуавтономно управување, потенцираше првиот човек на Mida Grand Motors Дритон Заири. Денес го представуваме пред вас и очите на јавноста новото XC60, кое што Volvo како Volvo се залага и представува, а тоа е иднината на безбедноста. Новото XC60 е опремено со нашиот најнапреден пакет во сигурности функции кои му овозможуваат на возачот доминантен поглед на патот, во преубаво опремена, меѓутоа и премирна кабина, која што Volvo луѓето овој пат многу убаво размислиле за аеродинамиката и другите особини. Врвен, интуитивен, аудио систем Bowers & Wilkinson и возна динамика која е едноставно најдобра во оваа класа, докажана. Како и комплетната гама на Volvo, така и оваа новина донесува неколку извонредни решенија во одредени сегменти. Во моментов, Mida Grand Motors има две верзии на XC60 со плагин хибридниот погонски систем T8 Twin Engine, која ветува вкупна максимална моќност од 407 конски сили, како и дизелскиот D4 мотор со 190 конски сили. Подоцна се очекуваат се разбира по желба на купувачите D5 со Power Pulse и 235 конски сили, T5 бензинецот со 254 конски сили и T6 со 320 конски сили. Моделот ќе пристигнува со две нивоа на опрема, посочи Златко Павловски, одговорен за продажба. Овој модел, за разлика од неговиот претходник, е подолг, поширок, понизок и има поголемо меѓуоскино растојание. Прекрасно дизајнираните задни светла, кои му даваат уникатност во ноќта, се исто така Full LED технологија. Багажникот се отвара на електрика, има опција да се отвори преку далечинскиот клуч или пак со еднократно поменување со ногата под задниот браник. Секоја година во септември германската финансиска метропола Франкфурт и неговиот месе со 12 хали се центар на автомобилските светски збиднувања. Годинава еден од најзначајните салони во историјата на автомобилизмот се одржа по 67 пат, а над 1000 изложувачи се обидоа на светот да му ги представат своите визии, идеи и новитети. Неверојатно, но така вели официјалниот сајт на салонот, дури 363 иновации и 228 светски премиерни изданија се обидоа да ги свртат очите на автомобилската јавност, што ги фрли во сенка сите оние песимистички прогнози дека ова е почетокот на крајот на франкфуртската фешта, поради откажување на учество на дури 9 еминентни светски производители, непосредно пред почетокот на манифестацијата крај мајна. Многумина скептици веруваат дека без компании како Алфа Ромео, Астон Мартин, DS, Fiat, Infiniti, Jeep, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Rolls-Royce, Tesla и Volvo, ова нема да биде тоа што со години е оваа саемска смотра, а како масло на оган беа оние најави за укинување на возилата со конвенционални мотори во многу земји во светот, како и Dieselgate еуфоријата, каде по Volkswagen обвинувањата за слични манипулации стигнаа на
адреса на Мерцедес, Фиат, Пежо, Рено. Сепак нивните мислења не ги делат Милер, Цетче, Кругер, Вајсман, кои представуваа пресвртница за германските гиганти. На оние кои од секогаш им се префрлало дека ја запоставуваат алтернативната врста на погон, сега започнуваат голема офанзива на подрачјето на електрификацијата. Volkswagen ја презентираше својата стратегија и во Франкфурт, каде потврди дека планира да инвестира 20 милиарди евра до 2025 година, односно секој четврти негов автомобил произведен во неговите погони ќе биде на електричен погон. Тоа значи 3 милиони електромобили годишно, се разбира, ако тоа го посакуваат купувачите. Како вели шефот на Volkswagen Матиас Милер, во минатото компанијата секогаш била подготвена за лансирање на атрактивен производ, врз кој се темелат многу компоненти од сиот автомобилски свет, па се надева дека ќе биде и сега така. Компанијата досега представи неколку концепти на ID серијалот на електрични возила. Во Франкфурт е прикажан ID Cross 2, доработена верзија на ID Cross, концептот кој Volkswagen го представи во Шангај пред неколку месеци. Тој добива преработен екстериер со нови LED светла и големи тркала, но најважен новитет е преработениот преден дел кој сега е поблизу до дизајнот на серискиот автомобил ID Cross 2 и е придвижуван од два електромотори кои нудат комбинирана моќност од 301 конска сила, кои пак му овозможуваат на кросоверот да постигне максимални 180 км на час и да помине дури 500 км со едно полнење. Од електричните изведби треба да се издвои и нешто доработениот Cedric роботакси. Во Франкфурт блесна сосема новиот кросовер T-Roc. Моделот е дизајниран така да во гамата на компанијата се распореди под Tiguan. Предницата има широка шестоаголна решетка со тенки фарови кои се интегрираат чисто во аглите. LED светлата стилски го надополнуваат изгледот на предницата. Хромираните ленти додаваат малку сјај на профилот на возилото. Позади, T-Roc има спойлер монтиран од задната врата и спортски моделиран заден браник. Салонот на T-Roc може да биде место со висока технологија ако купувачите се одлучат за вистинските опции. Новиот T-Roc ја користи платформата на Audi Q2 и ќе ги задржи познатите погонски бензински TSI и дизелски TDI погонски агрегати, кои можат да се спојат со мануелна или 7-степена DSG трансмисија. Погонот на предните тркала е стандарден, додека опционален ќе биде погонот на сите тркала. Свој деби имаше и новата генерација на бестселерот Polo, која пристигнува на пазарите веќе во ноември. Одлуката која ја донесе Volkswagen важи за сите возила на групацијата. Ова значи дека електрични верзии ќе имаат и Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Škoda. Концептот Audi Icon представува врв на технолошките достигнувања на господарот на прстените. Icon, кој е дол 5,44 метри и влегува во D-сегментот, но благодарение на меѓуоскиното растојание од 3470 мм, во кабината нуди повеќе простор од големиот A8. Дизајнот е футуристички. Карактерната линија ја истакнува должината на концептот. Силно изфрлените крила ги покриваат големите тркала, а наопаку поставената single frame маска ќе се најде кај сите електрични возила на Audi. Со Icon, Audi ги представува и своите достигнувања во сферата на LED осветлувањето. Седиштата се дизајнирани за максимален комфор, а во кабината нема никакви команди. Icon е замислен да биде целосно автономен автомобил. Тој користи 4 електромотори, кои вкупно испорачуваат 350 конски сили и 550 Нм вртежен момент. Icon може да помине помеѓу 700 и 800 км со едно полнење со крстосувачка брзина од 130 км на час. Од класичните изведби за оваа прилика, Audi ја представи новата генерација на најпрестижната лимузина во гамата, моделот A8, кој донесува голем број новитети и технологии,
А вреди да се напомене и екстремно спортската RS4 Avant, одговорот на Mercedes AMG C63 Estate, кој забрзува до стотка за 4,1 секунда. Паралелно со светската премиера на ексклузивните изданија на Leon, Cupra Air и Arona на салонот во Франкфурт, шпанскиот производител ги објави и 4 финални предлози за името на целосно новиот SUV Alboran, Aranda, Avila и Tarraco. Секој кој би сакал да го изрази своето предпочитање и да поддржи некое од имињата, може да го направи на сајтот seat.com Seeking Name. Seat Arona е вториот кросовер во гамата по Атека, со должина од 4138 мм, што е 8 см повеќе од новата Ibiza, а и повисок за 10 см, благодарение на поголемиот простор. Како и другите Seat модели, Arona ќе биде достапна со целосен опсег на активни и пасивни безбедносни системи, вклучувајќи адаптивна контрола на крстарење, автоматски фарови и бришачи, состав за стартување на моторот со копче, асист систем за паркирање и многу повеќе. На екранот има системи за синхронизација на Apple и MirrorLink. Seat Arona ќе биде достапен во 4 нивоа на изведба: Reference, Style, FR и Excellence, при што спортскиот FR има адаптивна суспензија со 4 начини на работа. Изборот на мотори е помеѓу 3-цилиндерскиот бензински од 1 литар со 95 и 115 конски сили и со нов 4-цилиндерски со 150 конски сили. Дизел опсегот вклучува 1,6 литарски TDI 95 и 115 конски сили, а во средината на следната година ќе има верзија на CNG со 90 конски сили. За време на меѓународниот саем во Франкфурт, Шкода презентира пред пошироката публика 3 нови SUV предлози: Karoq и верзиите Scout и Sportline на Kodiaq, како и за прв пат во Европа новата верзија на електричниот концепт Vision E. Студиската верзија означува почеток на ерата на електричните на марката и во исто време доаѓа со систем за автономно управување од ниво 3. Тоа е скалило погоре од концептот представен во Шангај, каде секој од патниците има персонален екран во склад со оние на инструмент таблата. Во секоја една од вратите на електричниот концепт се оформени прегради за мобилни телефони, со помош на кои апаратите се полнат безжично и се синхронизираат со персоналните екрани. Како Volkswagen и Mercedes-Benz до 2020 година најавуваат дека секој модел би требало да има своја електрична верзија. Градските модели на Smart, како што истакна на пресот во Франкфурт Дитер Зетче, во иднина ќе бидат само електрични, а во гамата ќе има и вистински ѕверки како што се и концептот Mercedes AMG Project One. Максималната брзина на хиперизвидбата е над 350 км на час, а од Мерцедес тврдат дека спринтот до 200 км на час трае помалку од 6 секунди. Инаку автомобилот има F1 хибриден погон, 1,6 литарски V6 мотор со еден турбополнач, многу близок до агрегатите кои ги користат Хамилтон и Ботас и генерира 610 конски сили. Хиперавтомобилот има погон на сите тркала, со векторирање на вртежниот момент, што помага моќноста до тркалата да се испраќа по избор на возачот. Покрај малиот V6 агрегат, тука се и 4 електрични мотори. Колку е системот комплексен, покажува фактот дека погонската единица има 5 различни одвоени токови: за моторот, преносот, батеријата, електричните мотори и полнење со воздух. Менувачот е хидраулично придвижуван, рачен, односно автоматски со 8 брзини, креиран од X-Track специјалисти. Голема помпезност предизвика и концепт EQA, дело на македонскиот дизајнер Славче Таневски. Досега втор Mercedes-Benz автомобил целосно креиран од негова страна. Електровозилото на иднината е секси, вели тој. Има привлечна и моќна појава на патот. Стои самоуверено и стабилно на 20-инчни тркала. Формата е излиена од мазно скулптуриран seamless волумен, како кај летечка чинија.
формалните елементи се редуцирани. Маската и фаровите се слеани во една единица, Black Panel, со дополнителна димензија. Истото се случува и со капакот на моторот, ветробранското стакло, задното стакло и светла, поврзани меѓу себе со цел модерен хај-тек изглед. Сето тоа спакувано во компактна и спортска силуета. Уште една уникатна иновација од производителот доаѓа во форма на GLC F-Cell. Ова е првото возило со водород во светот кое користи литиум-ионски батерии како дополнителен извор на енергија. Системот на горивни кели е околу 30% покомпактен отколку порано. Може да се монтира за прв пат целосно во моторниот простор на вообичаените точки за монтирање што ги користи и конвенционалниот мотор. Исто така е важно дека употребата на платина во горивните кели е намалена за 90%, со што се намалуваат трошоците на целиот систем. Батеријата исто така може да биде надворешно напојувана со плагин технологија. Погонот е доверен на асинхрон електромотор со мокност од 200 конски сили и вртежен момент од 350 Ньютон метри. Европските производители на автомобили предложија намалување на емисиите на CO2 за уште 20%. Оваа мерка, ако биде изгласана од Европската комисија следната година, би влегла во сила во 2030. Предлогот беше објавен на салонот за автомобили во Франкфурт од страна на Дитер Цетче, извршниот директор на Daimler и председателот на Европската асоциација на производители АЦЕА. Ако биде усвоен, нивото на CO2 од 95 грама на километар, кое ќе стапи на сила во 2021 година, ќе се намали на 76 грама на километар во 2030 година. Според производителите, границата е намалена доста сериозно, но ова ќе го засили влезот на електрифицирани автомобили на пазарот, што е побавен од очекуваното. Во првата половина од 2017 година, бројот на овој тип на возила изнесува само 1,2% од вкупната продажба во Европа. Според Цетче не постои начин да се направи точна прогноза за учеството на електричните автомобили пред да се воведат промени во вредноста на емисиите и следната промена по 2030 година треба да се координира според потребите на потрошувачите за електрични возила. Шефот на Daimler е категоричен дека не е во ред владите во Европската Унија да ги принудат производителите на сила да се свртат кон производство на електрични модели, бидејќи проблемот не може да се реши преку ноќ. Тој додаде дека дизелот останува многу важен на патот кон намалување на емисиите, иако во моментов по него се фрла со дрвја и камења. Сдруженијето на автомобилски производители во Европа, АЦЕА, објави дека е регистриран раст во бизнисот со нови автомобили од 5,6% или реализирани околу 865.000 единици во изминатиот месец, што е најдобро остварување за август во изминатите 10 години. Во август, раст во новите регистрации се забележува на 4 од главните 5 европски пазари: Италија 15,8%, Шпанија 13%, Франција 9,4% и Германија 3,5%, а во Велика Британија се забележува намалување од 6,4%. Слична е ситуацијата на основните европски пазари и по завршувањето на првите 8 месеци на годината: Италија 9,1%, Шпанија 6,9%, Франција 4,2%, Германија 2,9% и Велика Британија 2,4%. И на кој што се однесува за новите регистрации од почетокот на годината, планирани се над 10 милиони единици или за 4,5% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Најдобро продавана групација на пазарите на стариот континент и натаму е Volkswagen со пласирани околу 218.000 возила во текот на август, што представува раст за 2,8% во однос на истиот месец лани. Што се однесува до годишно ниво, позитивата изнесува 2,9%, односно продадени 2,4 милиони единици.
Рио е глобално еден од најпродаваните модели на најстариот корејски производител на возила и 2016 година ја заврши со реализирани 445.404 единици, што представува 16% од вкупната продажба на Kia на годишно ниво. Во четвртата генерација на ова остварување од B-сегментот, Kia по се изгледа има уште посилен адут што ќе го надополни овој успех, а реално и ќе го надмине, бидејќи новото Рио пристигнува со атрактивен изглед, извонредна практичност и функционалност, врвно доживување при управувањето, најсовремени сигурносни технологии, нови услуги на поврзаност и унапредени во целост возни својства. Корејците одамна не експериментираат, туку едноставно за секое нивно ново дело ги применуваат искуствата и проверениот рецепт на успехот, се разбира додавајќи малку и нови мирудии, па така секоја нивна креација од генерација во генерација станува се посилен играч во сегментот каде припаѓа. Таква е приказната и со четвртото поколение на бестселерот во корејските редови, субкомпактниот Рио, кој реално прераснува во силен конкурент на европските изведби од калиброт на Polo, Clio, Ford Fiesta 208. Што се однесува до дизајнот, експертите сметаат дека не е направен некој радикален рез кај Рио 4, како што тоа беше случајот со претходната генерација, но сепак дизајнерските студија во Сеул и Франкфурт, под вештите прсти на великанот на имагинацијата Питер Шреер, направија колку што треба да се пратат современите трендови, за да следат нов грст на признанија. Секако ќе ги споменеме оние највредните како што е ред DOT и EF Design Award, кога е во прашање изгледот и стилот, а Шреер додава дека за оваа цел го послушал гласот на клиентите, нивните желби. Па во неговите форми пронаоѓаме значително поголема сериозност, смиреност и намален степен на аеродинамичност од 0,32 на 0,30. А што е тоа што ја прави новината поприфатлива? Пред се тоа е предната маска, повторна во стилот Tiger Nose, но сега далеку подискретна, во која се имплементирани новите фарови со бадеместа форма со LED дневни светла. Отворот за воздух е прекриен со црна лакирана пластика, односно ладењето на агрегатот е предвидено преку огромната уста при дното на браникот. Пропорциите исто така еволуираа, па со своите 4065 мм, овој Рио е подолг за 1,5 см од претходникот, што го вбројува меѓу најдобрите во класата. Ширината остана иста, понизок е за 5 мм, а меѓуоскиното растојание е зголемено од 2570 на 2580 мм, што секако е гаранција за поголем простор во внатрешноста и комодитет. Назад промени има во петата врата и тука треба да се напомене дека во иднина хеджбекот ќе пристигнува само со пета врата во која има сериски вградени LED светла. Надворешните ретровизори кои во тесниот модел беа со LED трепкач и електрично склопување, сега се дел од прозорците, а не како некогаш на страниците на вратите. Да, можеби на прв поглед делува препознатливо, но доколку се анализира детално, видливи се одличните дизајнерски решенија, па по се изгледа не погрешиле експертите кога му доделиле толку дизајнерски признанија. Истата констатација важи и за внатрешноста. Купувачите можеби не би го купиле поради оригиналниот интериер кој не одскокнува од конкуренцијата, но кога ќе се задржите на ергономијата, функционалноста, практичноста, несомнено најголемите атрибути на сите модели на Kia едноставно привлекува. Инструмент таблата се разбира аналогна, со нумерички податоци на зголемен екран меѓу брзинометерот и мерачот на вртежи. Командите на свое место на дофатна рака, на централна конзола 5-инчен дисплеј чувствителен на допир, со добро поставени регулатори за климата, а на дното практична полица со 2 нивоа. Самиот квалитет на материјалите е со просечен квалитет. Пластиката е тврда, но ако се земе во предвидот она што се нуди во овој сегмент кај конкурентите, сосема задоволително, би рекле некако германски. Па зарем не е дел од возилото креиран во центарот во Франкфурт? На предните седишта, место повеќе од доволно, но комплименти и за задната клупа. Она неверојатно меѓуоскино растојание си ја врши функцијата. Багажникот со сосема солидни 325 литри.
Новина во агрегатската понуда е модифицираниот трицилиндарски 1.0 со 100 конски сили, познат од другите модели во групацијата, но ние на располагање имавме модел спакуван со добро проверениот 1,2 литарски мотор со 84 конски сили. Овој 1,2 во потполност ги задоволува секојдневните потреби, што со своите солидни перформанси, така и со еластичноста која е на високо рамниште, иако без турбина. Рачниот 5-степен менувач извонредно прецизен, едноставно сам лизга до посакуваниот пренос. Потрошувачката во град над 7,8 литри, но доколку се најдете на отворен пат, ќе ве фасцинира со потрошувачка меѓу 5,5 и 5,8 литри. Она што особено импресионира е неговата тивка работа, зашто секако голема заслуга има и извонредната изолација од звук и вибрации. Своја улога во сето ова секако има и новата платформа, која е преземена од Hyundai i20. Новото подвозје и подпирање го чинат малечкиот мошне мек, што не сме навикнале досега. Добро ги впива нерамнините, а во острите свиоци импресионира со ефикасноста и неутрално однесување. Самото управување е значително попрецизно во однос на претходникот. Има неверојатна интересна возна динамичност на ниво на најдобрите представници во сегментот. Слично е и со софистицираната опрема, каде треба да се напомене старт без клуч, SLS контрола на сила на сопирачки за праволиниско сопирање, CBC систем за сопирање во свиок, задна камера и сензори за паркирање. Сето ова го чини и меѓу најбезбедните во класата, а овде треба да нагласиме дека новата генерација има 51% учество на високо квалитетен челик во конструкцијата на каросеријата, само 33% кај Rio 3, со што е зголемена цврстината за 30% и е намалена тежината за 25 кг. Kia, рака на срце, реално има повеќе од достоен играч во најдобро продаваниот сегмент на стариот континент. Вака спакуваната изведба која ја имавме на тест, со сите додатоци во Kia Motors Македонија чини 13.990 евра. Но базниот модел, во кој верувајте има на вистина многу елементи како дел од сериската опрема, исто со 1,2 мотор, е 11.890 евра. BMW, за разлика од конкуренцијата, има два електромобила подолго време, i3 и i8, а во Франкфурт представија уште еден, iVision Dynamics, наречен убиец на Тесла. BMW до 2025 година планира да лансира 25 електрифицирани модели, од кои 12 ќе бидат чисто електрични машини. BMW iVision Dynamics е електричен автомобил опишан како Grand Coupe со 4 врати, управуван од електрична енергија, способен до 100 км/ч да стигне за 4 секунди. Максималната брзина е 200 км/ч, додека едно полнење на батеријата обезбедува автономија од максимални 600 км. Дизајнот на концептот, долгото меѓуоскино растојание и течна линија на покривот имаат многу важна мисија, а тоа е да ја креираат иднината на BMW, автомобил кој ќе поседува полуавтономна или целосно автономна функција при возење. BMW представи нов концепт на семејството X под името X7 iPerformance. Станува збор за модел кој ќе дебитира во 2018 година, а BMW ни открива што можеме да очекуваме од новиот модел во нивната SUV гама. Без оглед на тоа што изгледа како теренско возило, BMW новиот концепт X7 iPerformance го опишува како SAV или автомобил кој нема офроуд аспирации. За оваа цел користена е веќе постоечката BMW CLA-R платформа, на која е изградена и BMW серија 7. Новиот концепт има 3 реда на седишта, може да смести 6 патници. Внатрешноста на моделот е футуристичка, со голем број на екрани пред возачот, совозачот, но и вториот ред на седиштата.
и новиот М5 има своја премиера во Франкфурт. Пристигнува со 4,4 литарски M-Twin Power Turbo V8 мотор кој произведува точно 600 конски сили, а максималниот вртежен момент е 750 Нм. Погонската единица е поврзана со 8-степенски автоматски менувач, а моќта се пренесува на сите 4 тркала. Кога станува збор за перформансите, тие се импресивни. Од 0 до 100 км на час, новиот BMW M5 забрзува за само 3,4 секунди, а се испорачува со електронски ограничена максимална брзина од 250 км на час, но лимитот може да се зголеми на 305 км на час, доколку клиентот нарача возило со опционалниот M-Driver пакет. Неголемата новост во BMW M5 е X-Drive погонот на 4 тркала, што се однесува до каросеријата. Капакот на моторот е направен од алуминиум, а покривот е изработен од пластика засилена со јаглеродни влакна. Opel во Франкфурт настапи со цела флота на модели, вклучувајќи и новата Insignia GSE во седан и караван верзија, како и Insignia Country Tourer. Во текот на пресконференцијата на која присуствуваше извршниот директор на PSA Карлос Таварес, новиот прв човек на Opel Михаел Лошелер го најави новиот кросовер модел Grandland X, која имаше својата светска премиера. Базиран на Peugeot 3008, Grandland X представува влез на Opel во растечкиот сегмент на C кросовер модели. Иницијално моделот ќе се нуди со две погонски опции: 1,2 литарски бензински турбомотор со 128 конски сили и вртежен момент од 230 Нм и 1,6 литарски дизел со 118 конски сили и вртежен момент од 300 Нм. Кросоверот на Opel истовремено ќе биде и првиот модел на марката со хибриден погонски систем и најверојатно технологијата ќе ја земе од Peugeot 3008 PHEV. Воедно станува збор за еден од технички најнапредните модели на марката со комплетно LED осветлување, Wi-Fi пристапна точка и 360 степени камера. На крајот секако треба да се издвојат и двете ексклузивни изведби врз комерцијалистот Vivaro, варијантите Tourer и Vivaro Combi Plus. По освежувањето на Ford Mustang за американскиот пазар пристигнува и европската модифицирана верзија. Неголемата вест е поврзана со оптимизирање на суспензијата на Mustang за европските пазари, што доаѓа како одговор на критиките на купувачите поврзани со однесувањето и возноста на американскиот спортски модел. Промените се базирани на новиот систем MagneRide, каде се користат амортизери кои може да се видат во Mustang GT350, како и кај сите модели на Ferrari и Lamborghini. Со GT верзијата доаѓа изголемување на моќноста. 5-литарскиот V8 мотор сега располага со 450 конски сили, а што се однесува до 2,3-литарскиот EcoBoost. Моќноста на турбомоторот е намалена од 313 на 290 конски сили. Клиентите ќе можат да изберат помеѓу 6 брзински мануелен менувач или 10 брзински автоматски менувач. Што се однесува до надворешноста, промените се однесуваат на спуштање на предниот профил, редизајн на предните и задни браници, нови светла, како и поголеми отвори за воздух. Во контекст на ова треба да се напомене новата генерација на Fiesta, како и освежената варијанта на малиот кросовер EcoSport. Македонија имаше посебна чест да биде дел од несекојдневната светска тура Above and Beyond на британскиот гигант Jaguar Land Rover. Прекрасно е чувството кога низ патиштата на нашата држава ќе се најдат најновите остварувања на еден премиум бренд каков што е Jaguar Land Rover.
а задоволството е на квадрат кога вие ќе бидете дел од авантурата подготвена за оваа цел и ќе ги возите моделите од гамата. Навистина голема привилегија е да се најдете на мапата на ваква тура, а експертите велат дека тоа е поради довербата во македонскиот релативно нов дистрибутер Automobili Group, како и се поголемиот интерес на клиентите кај нас за моделската гама на британскиот производител. Ние бевме дел од збиднувањето на денот определен за новинарите и на располагање не беа вкупно 12 остварувања од гамата на двата бренда, Jaguar и Land Rover. Колоната возила според груба присметка беше тешко околу 1.000.000 евра. Организаторите во соработка со македонскиот дистрибутер осмислиле многу добра еднодневна авантура каде се обидоа да ги приближат на вистина своите изведби на представниците од медиумите. Најнапред имавме прилика со помош на професионални инструктори на посебно подготвениот полигон да ги почувствуваме вредностите на возилата од програмата на Land Rover и се уверивме каде е нивниот лимит. Со симулација на нагорнини, удолнини, изненадни препреки, видовме кои системи се потребни за нивно непречено надминување, а сето тоа го реализиравме со моделот Land Rover Discovery SE. Ова остварување беше со мотор од 2 литри и моќ од 240 конски сили, во спрега со 8 степен автоматски менувач. Еден од позабележителните атрибути е проодноста во вода 900 мм кај електронско-пнеуматска суспензија. Добро измислена иновација е автоматската контрола на висината на пристапот, Auto Access Height, која го намалува клиренсот до 40 мм кога патниците влегуваат или напуштаат автомобил. Интелигентната технологија Terrain Response 2 овозможува можност автоматски да одберете потребен режим на управување во зависност од условите на патот и подлогата и ги оптимизира поставките на автомобилот. Секако на возачот ќе му помогнат и низа други системи, посебно надвор од асфалтот. Тоа беше, ако може да се каже, првата фаза од ова дружење, а втората ја реализиравме на потегот Скопје-Трница, со попатно менување на возилата, извонреден микс од управување на изградските мешаници на автопат, за да на крајот уживаме во природните убавини на Бистра и Мавровското езеро. Најголема новина во колоната секако беше Range Rover Velar, кој веќе пристигна на нашиот пазар. Новиот модел треба да се вклопи помеѓу Range Rover Sport и Evoque, во опсегот на британскиот производител, изграден е на IQ платформата која е основа на Jaguar XE и XF седаните, како и Jaguar F-Pace кросоверот, од кој новиот Velar наследил голем број компоненти и технички решенија. Аеродинамичниот коефициент на Velar е најнизок од сите Range Rover модели, 0,32. Моделот што ни беше на располагање беше Velar Air Dynamic со 3.0D со 300 конски сили, каде блескаше луксузот, перфорирана кожа, 22-инчни алуминиумски тркала, панорамски лискачки кров. Сите верзии на Velar се со систем за погон на 4 тркала, Terrain Response 2, како и 8 брзински SF автоматски менувач. Друга новина која неодамна се појави на нашиот пазар е моделот на Jaguar F-Pace, првиот кросовер во историјата на брендот. За оваа цел беа подготвени два примерока со 2.0D и 3.0D мотор. Вреди да се напомене дека и двете опции беа спакувани со високо ниво на опрема и очекуваме како и на светската сцена, така и кај нас оваа атрактивна креација да освојува. Најекстремна изведба од оваа тура секако беше Jaguar F-Type Coupe 400 Sport AWD. Најважна работа кај овој модел е 3-литарскиот V6 супер мотор со 400 конски сили кој е единствен за овој модел. Посебниот дизајн на овој модел е создаден со комбинација од специфични линии и остри детали. Неговиот спорт дизајн пек придонесува за посилна визуелна позиција и предизвикува воздишки. Темните сатенско-сиви 20-инчни алуминиумски филни го дополнуваат изгледот. Карактеристичниот интериер се одликува со премиум кожени седишта за ефикасност обележани со карактеристични жолти рабови. Управувачот, централната конзола,
навезените подпирачи за глава, само ја манифестираат ексклузивноста на моделот. Оние 400 коњи на вистина знаат да повлечат, а резкиот звук што ја пара атмосферата само го подгрева адреналинот, а до стотка за 5,1 секунди. Од атрактивните модели не треба да се заборави и Evoque кабриолет кој пристигна како TD4 со 180 конски сили и ниво динамик. Многумина сметаа дека кога беше лансиран концептот на оваа креација дека е вистинска лудост, но потоа се покажа како добра атракција. Целата приказна се врти околу платнениот покрив, чие склопување и испуштање е доверено на состав на електромотори. Може да се реализира целиот процес по желба и при брзина од 48 км на час. Во оваа прилика седнавме за сите понудени верзии, од кои секако треба да се одвојат најпрестижната лимузина Jaguar XJR Sport со 300 конски сили, двете безпрекорно спакувани XC20D R Sport и XC20D Portfolio, како и XF35T AVDS. На располагање ни беа уште и Land Rover Discovery Sport и Discovery 5 со 240 конски сили. На крајот, честитки до Automotive Group за стореното, забелешки има, но прв пат име, а многу пати сме истакнале дека вакви манифестации се потребни на Македонија, па а Ирлија за сефтето.